Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Во ортопедската хирургија постои можност за коскена трансплантација на местата каде што коската е оштетена од повреда или некаква болест. Од кои коски во телото може да се земе фрагмент за трансплантација? Во кој случај се користи донирана коска од банките за коски? Може ли да се направи трансплантација и на лигамент? На оваа тема денеска разговараме со доцент доктор Алан Андоновски, ортопедски хирург. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и да поставите ваше прашање во програма. Останете на Телма, набрзо се гледаме во студиото. За трансплантацијата на коска и лигаменти. Во денешната Телма амбуланта разговараме со доцент доктор Алан Андоновски, ортопедски хирург од Универзитетската клиника за ортопедија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Ми сакам да ги поздравам сите гледачи на Телма телевизија и вас секако да ви се заблагодарам на окажаната можност да разговараме за една прилично интересна и нова тема. Дали е точно дека коскеното ткиво има голема моќ за регенерација доколку му се овозможат адекватни услови за да порасне? Да, точно е дека коската имат голема моќ за регенерација и од тие причини сите сме сведоци кога имаме скршеници например на коските, ние ги мобилизираме, дали конзервативно со гипсена имобилизација или оперативно. И тука се користи токму тој потенцијал на коската да се регенерира и ремоделира на покасна фаза и на крајот да добиваме целосно како обновена коска на местото на настаната фрактура или доколку имало некоја друга патолошка фрактура или нешто слично. Споменавте патолошка фрактура. Значи има фрактури кои што може да настанат поради пат, но и фрактури кои што се резултат на некаква болест. Што се може да ја оштети коската? Точно е дека имаме два типови на фрактури, и фрактури најчесто се случуваат како резултат на повреда. Значи причина за самата фрактура е травматски момент кој довел до скршеница на коската. Во тие случаи коската била претходно здрава, па имаме некој травма, сообраќајка или спортска повреда што довело до појава на скршеница на коската. Другиот тип на фрактури се тие патолошки фрактури, кај тие фрактури имаме претходно оболување на коската. Тоа може да биде заради појава на одредени тумори на коската, ради метаболни оштетувања на коската и така натаму и како резултат на тоа коската е склона кон кршење и затоа во тие случаи потребна е минимална травма која би довела до фрактурирање, односно кршење на коската и тие се така наречените патолошки фрактури. Како се лекуваат? Па има различни начини на лекување. Кога имаме травматска повреда, како што кажав, може да е тоа конзервативно, со помош на гипсена имобилизација и да се искористи оној потенцијал на коската за регенерација, секако дека е потребно одредено време за да коската зарасне. Втората опција, доколку не помага конзервативниот третман, тогаш се оди со оперативен третман, значи се прави остеосинтеза, се фиксира скршениот дел и му се овозможува понатаму да тој дел зарасте, односно се регенерира. Поинаков е случајот кога имаме патолошки фрактури, тогаш често пати имаме патолошки промени во самата коска. Често пати, за жал, и метастази, некои примарни тумори се лоцирани точно во самите коски и во тие случаи третманот е малку поинаков. Во такви случаи се прави ресекција на онај оболен дел и реконструкција на самиот дел. Од тука е значењето на трансплантацијата во такви случаи кога имаме големи дефекти на коските, каде што не можеме едноставно со помош оперативно со остеосинтеза да го решиме проблемот, бидејќи не остануваат големи дефекти на коските. И во тој случај голема улога има трансплантацијата, затоа што тоа земаме делови од кадавери кои што ги метнуваме и го пополнуваме самиот дефект на кој се направил во предел на коската. Докторе, а дали може да се земе коска од самиот пациент и да се пренесе на местото каде што има дефект, односно каде што има некаква повреда? Секако дека може да се пренесе од едно место на друго место кај самиот пациент. За таа цел најчесто се користат тие графтови од фибулата, значи од подколеничната коска, од фибулата, да, подколеницата, подколеницата, да. Само од таа коска? Тоа е еден коска, се зема од криста или јака, често пати дел кој што може да се искористи, понекогаш и од ребрата, меѓутоа најчесто од фибулата. И тие се така наречени автологни трансплантати. Предноста на овие трансплантати е што се од самиот организам, значи немаме појава на имунолошка реакција, бидејќи се од истиот човек, само од едно место преместуваме на друго место
И инкорпорацијата на тие, односно зараснувањето е многу побрзо кога се користат овие автологни трансплантати. Она што е проблем кај овие автологни трансплантати е така наречениот donor site morbidity, значи морбидитет на самото место, бидејќи ние за да земеме таков дел, таков трансплантат, ние треба да извадиме од едно место, каде што нормално се јавува сега на болна реакција, сме извадиле дел од коската за да го преместиме на друго место. Од тие причини тука големо значење имаат и алотрансплантатите, односно тоа се трансплантати кои што ги земаме од други луѓе, односно од кадавери. Уште малку ќе се задржам на трансплантатите што се земаат од самиот пациент. Колкаво парче, колкав фрагмент од коска може да се земе од едно место за да се пресади на друго? Значи може да се земе фрагмент со различна големина и да се премести во зависност од самиот дефект, колкав е дефектот, ние го мериме дефектот и врз база на тоа земаме соодветна димензија на трансплантат кој што го преместуваме на друга локација. Она што е битно кога имаме случаи на поголеми дефекти, често пати добро е да се презервира и васкуларизацијата на тој автотрансплантат. Тоа се крвните садови. Да, крвните садови, така да тоа најчесто се прави како што спомнав со фибулата, кога се вади поголем дел. Потребно да се зачува и васкуларизацијата на самиот и тогаш на помош ни доаѓаат и васкуларните хирурзи кои што помагаат да се направи анастомоза на оној крвен сад кој што сме го извадиле заедно со парчето од подколеничната коска, односно фибулата и се преместува на другото место каде што ни е потребно, например на надлактицата, доколку има дефект таму, се прави анастомоза, врзување на тој крвен сад кој што сме го зели одоле со горната циркулација и тоа е многу добар начин бидејќи се стимулира побрзо зараснување и подобри резултати во тие случаи. А кога зборуваме за трансплантација на коска од донор, кој се може да биде донор? Дали може жив човек да донира коска или секогаш се зема од кадавер? Значи, кога се работи за алотрансплантат, имаме два начина, има два типови на донори. Едниот начин е живи донори. Трансплантација на живи донори, поготово кога се работеше за трансплантација на бубрези, се користи што многу одамна, што од 1991 година, кога е направена првата трансплантација на бубрек. Така да, исто и во ортопедијата може да се користат. Ние во нашата пракса, што многу одамна, кога се прави ендопротетика на колкот, главата од феморалната коска, значи од бутната коска, ја земавме и ја ставаме во банка, значи имаме коска на банка и може да се искористи таа понатаму при пополнување на одредени дефекти во другите коски кај други пациенти. Значи тука се работи сепак за некој алотрансплантат. Тоа се значи живи донори. Втората опција се овие кадавери, односно донори каде што е диагностицирана мозочна смрт. Кај нив се вадат како и органите, така исто и коската и лигаментарните ткива, се складираат исто така во банка и доколку има потреба ги користиме во секојдневната ортопедска пракса, кога имаме големи дефекти, кога имаме реконструкција на лигаменти, во поновно време трансплантација на менискус исто се прават и така натаму. Сега како всушност се прави таа трансплантација кога е од донор? Дали се користат и крвни садови или пак само коската? Во принцип, кога се работи за коскено ткиво, крвните садови не се користат, ние користиме само коската. Има различни типови на трансплантати. Кога се работи коска, може да се земат помали делови од коската, богати со спонгиозна и компактна коска, може да се земат и ресецират и големи делови од коската. Исто така се користат лигаментарни ткива. Ние во нашата пракса го користиме пателарниот лигамент. Кога го вадиме тој пателарен лигамент, заедно се вади со пателата, значи тие идат во блок. Кој е тој лигамент, докторе? Тоа е пателарниот лигамент од коленото. Од коленото? Опран на коленото, да. Така да имаме повеќе видови. Се користат и мекоткивни трансплантати, може ахиловата тетива, тетивите од мускулите семитендинозус и грацилис исто, од тибиалис антериор. Значи све може да се користи во секојдневната ортопедска пракса. Значи ги вадиме, ги складираме, има соодветен процес на конзервација. Она што е битно и што би сакал да го споменам е кога се прави селекција на донорот. Тој е дел кога се прави значи експлантација. Значи ние не можеме од секој пациент да земеме да биде донор, да го користиме како донор. Таму е многу битно да се направи селекција на самиот донор и од тие причини потребен е добар преглед да се утврди дали има некои заразни заболувања, значи се прави целосно тестирање на сите заразни заболувања, се зема добра анамнеза од фамилијата, поготово какви болести имал пациентот претходно за да се исклучат некои. Затоа што
ние не можеме сите пациенти да ги користиме како донори. Имаме пациенти со малигни заболувања, имаме пациенти со болести на сврзнато ткиво, имаме пациенти со некои системски инфекции и така натаму, кои што не може да дадат квалитетни ткива и тие пациенти не се користат како донори. И затоа е особено таа битна етапа, значи во селекцијата на донорот, ние да одредиме кој пациент може да биде донор, за да можеме да ги искористиме како другите органи, така и коскеното ткиво и лигаментарните структури. А кога станува збор за избор на одредена коска која што би требало биде трансплантирана кај пациентот, дали се прават некакви генетски анализи како кај другите форми на трансплантирање? Во принцип би требало да се направат и генетски анализи, одредени генетски анализи и да се утврдат дали постојат некои генетски аномалии нормално кај пациент, затоа што доколку постојат некои генетски аномалии кои го афектираат локомоторниот систем кај пациентот, а ги имаме такви доста, во тој случај ние не можеме да го земеме тоа коскено ткиво и да го трансплантираме. Например, ако имаме пациент со остеогенезис имперфекта, каде имаме нарушување во самата синтеза на колагенот и кршливи коски, ние не можеме тој пациент да го искористиме да земеме материјал, коски материјали и да трансплантираме на некој пациент затоа што тој материјал не е квалитетен. Така да селекцијата е многу битна работа при одредување на донорите од каде што би можеле да ги искористиме тие органи. А колку често се прават ваков тип на трансплантации со коски конкретно од донор или пак лигаменти? Па на нашава клиника со трансплантација започнавме негде 21 година, кога што се сеќам, тоа беше направена првата коскена трансплантација на клиниката за ортопедски болести. 2022 година се направи првата реконструкција на преден вкрстен лигамент со користење на исто алографт, значи пателарен лигамент земен од донор. До сега бројката негде од прилика околу 33 или 34 трансплантации, од кои негде вкупно 11 трансплантации на меко ткиво, негде 8-9 трансплантации на преден вкрстен лигамент, а остатокот се трансплантации на коска. Така да, како доаѓа времето, во секојдневната пракса ние све повеќе и повеќе ги користиме овие трансплантати во нашето секојдневие, како за реконструкции на лигаменти, така за покривање на коскени дефекти и така натаму и така натаму. Кога станува збор за трансплантација на коска, дали има вистина дека трансплантацијата на коскеното ткиво се разликува од останатите трансплантации на ткива? Односно, дали коската која што ќе се трансплантира зараснува со околната коска? Да, во принцип, тоа е и целта. Ние кога правиме трансплантација на коска, ние ја поставаме коската на местото на коскениот дефект и нашата цел е секако да зарасне таа коска, иначе зашто би правиле трансплантација? Сепак, слободно можам да кажам дека понекогаш се јавуваат одредени проблеми. Оно што е проблем кога правите трансплантација од донор, значи од кадавер на пациент, има два момента кои што се особено битни. Првото е трансмисијата на болести, значи затоа треба добро да се одреди добро да се испита пред да земе, а второто што е многу секако битно е имунолошкиот одговор. Затоа што кога земеме ние, било да е тоа коска или да е лигаментарно ткиво и го трансплантираме кај одреден пациент, битно е да не се јави имунолошка реакција. Ако дојде до имунолошка реакција и самиот организам кај реципиентот се обидува да го отфрли тој графт, тоа ткиво. Тој не го препознава како свој дел, онај дел што сме го зеле ние како односно трансплантатот, и во тој случај тоа реагира и се обидува да го отфрли и во тој случај ние секако нема да имаме инкорпорација. Така да немаме да имаме успех. За среќа, кај нас се користи техника на смрзнување на самите трансплантации, значи ние кога се земе се направи експлантација, секако преку една стерилна постапка и се замрзнуваат на минус 78 степена, тие коскени делови или лигаментарните ткива со самата температура доаѓа до намалување на имуногеноста. Така да слободно можам да кажам дека во однос на оваа бројка може би е скромна, 33-34 операции, но не и премногу скромна, не е премногу мала, дека до сега не утврдивме негде да имаме такви проблеми неприфаќање на трансплантатот, барем од она што јас го знам до сега. Така да вака гледано долгорочно мислам дека нема да постојат некои големи проблеми во однос на отфрлање на трансплантатот ради имунолошка реакција. А колку се чести инфекциите? Може ли да дојде до инфекција на местото на кое што била трансплантирана коската?
Значи инфекцијата е нешто што може да се деси секојдневно. Не мора да имаме ние трансплантација па да се деси инфекција. Значи во секојдневната хируршка пракса може да се случат такви инфекции. Секако кога земате трансплантати, значи од друг човек, па ставате на друг, ризикот од тоа да се појави инфекција постои и секако дека е малку зголемен, нали? Сепак ние гледаме да направиме на добра контрола на тој процес, затоа кога се зема самиот трансплантат, се земаат брисеви, значи се праќаат на испитување, понатаму се става трансплантатот во коскената банка, се чека едно недела до 3 недели да дојдат сите резултати, пациентот добро да се испита и тоа е така наречениот период на карантин. Доколку се утврди дека има некоја инфекција или се утврди дека самиот пациент имал некоја друга инфекција, која што не сме утврдиле при почетното дијагностицирање на донорот, тогаш тие трансплантати не ги користиме. Откако ќе помине период на карантин, повторно се зема материјал за микробиолошка анализа, повторно се испитува и доколку повторно се утврди дека не постои појава на инфект, значи е чист трансплантатот, ние го пакуваме, го оставаме и после можеме да го искористиме. Дали ке секој пациент кој што има дефект некаков на коската, некаква повреда за која што постои потреба за трансплантација на коска, може да се изведе оваа процедура? Што со оние, на пример, што имаат остеопороза? Па во принцип, за да се направи трансплантација, добро би било и онаа коска која што претходно има пациентот да биде во добра состојба. Знаете, кога имаме остеопороза, во тие случаи имаме губиток на коскена маса. Тоа особено сега, знаете, кај жените во оној период на менопауза, кога имаме промени во нивото на естрогените хормони. Секако дека би било добро да се подготви таа коска претходно, со помош на бифосфонатна терапија со давање на калциум и витамин Д, да се зајача таа коска. Меѓутоа, за жал, не секогаш ние имаме време да го направиме тоа. Знаете, може да се деси скршеница, масивна скршеница, да е оштетен голем дел од коската и во тие случаи, доколку постои можност, би направиле трансплантација. Затоа што немаме опција, не можеме да ставиме пациентот, па да викаме да ја зајакнеш коската, па после да одиш на операција. Знаете, тоа е нешто што хитно мора да се направи. Дали ваква процедура, односно трансплантација на коска, може да се изведе на која и да било коска од човековото тело? Може ли на колк? Во принцип, трансплантација на коска обично се прави од две причини. Едната причина која фали масивен дефект на коската, например дефект на надлактичната коска, и тој дефект ние не можеме да направиме стабилна остеосинтеза, мора да се стави друг коска од друго место за да го преместиме тој дефект, бидејќи е прилично голем и во тој случај се користат тие масивни интеркални трансплантати, значи големи делови од коска за да се премести дефектот. И кај тие коски резултатите се добри. Втората опција е кога како кај колкот, особено кога се работи за ревизиона хирургија, например, после вградена ендопротеза на колено, пациентот има вградена, има потреба од ревизија, кога се вади самиот имплант, подготовата ацетабуларна компонента, често пати знаат да останат дефекти во самата коска и во тој случај ние можеме да користиме спонгиозна коска од донор, да се пополнат тие дефекти и да се направи секундарно вградување на ацетабуларната компонента, така да може во предел на колку секако да се искористи тоа. Кога ќе се стави трансплантирана коска од донор, дали таа за секогаш останува на коската на примателот или пак телото ја отфрла па си се закоскува тој дел со сопствено ткиво? Како изгледа тој процес? По принцип таа си се има окоскување во тој дел, значи си зараснува тој дел, тој дефект кој што сме го пополниле со трансплантат. Значи служи како мост на кој што ќе нараснат нови коскени клетки. Слободно можам да кажам како 3D скафолд, значи тридимензионален скафолд кој му возможува на самите коскени клетки, крвните садови од околината да навлезат во тој дел, да го премостат и на крајот да се формира како една коска, како заедничка коска. И тоа својство токму на овие коскени трансплантати ние го нарекуваме остеокондуктивно својство, затоа што обезведува еден матрикс, еден како 3D матрикс кој што овозможува тие крвни садови клетки да си навлезат, да го инкорпорираат тој дел и на тој начин имаме остеоинтеграција на целокупниот сегмент на коската. Колку време е потребно за ова да се случи што го пишавте? Колку трае опоравувањето? Значи зависи од самиот дефект, колкав трансплантат е ставен, на кое место се наоѓа од васкуларизацијата во тој дел, но обично не помалку од 6 недели. 6 недели? Да, не помалку и може и многу повеќе. Зависи, тоа од што зависи? Индивидуално.
на кое место е, како што кажав, каква е васкуларизацијата, колку е голем дефектот, колку е ригидна, добро направена фиксацијата во тој да цврста, така да има повеќе фактори што влијаат на процесот на зараствање. Возраста на пациентот секако. Нормално, колку е помлад пациентот, зараствањето е побрзо, колку е повозрастен. Побавно. Тие процеси побавно. Сега каква е таа новоформирана коска? Дали е доволно цврста? Да, новоформираната коска е доволно цврста, секако дека треба период на време за да се таа целосно се ремоделира и за да ја добие она почетна своја цврстина. Тоа не иде така брзо, тој период на ремоделација трае прилично долго. Сепак на крајот коската си ја добива цврстината која што треба да си ја има али треба да бидеме во секој случај внимателни во онаа почетна фаза, пациентот да биде внимателен да избегнуваат некои стресни ситуации на тој сегмент каде што е направена оперативната интервенција, затоа што за све треба време. Може да се јават секундарни фрактури? Може да се јави секогаш. Може да се јави и автологен трансплантат, ако користите. Може и остеосинтеза, ако направите, секогаш може да се јават секундарни. Ние гледаме секогаш да бидеме внимателни, еве конкретно во однос на реконструкциите на предни вкрстени лигаменти што ги работиме. Кога работиме со автографтови, значи кога се земаат тетиви за реконструкција на лигамент од самиот човек, значи автологни графтови, во тој случај инкорпорацијата е побрза, ние тоа го знаеме, отколку кога се работи со алотрансплантати. Науката вика конкретно дека цврстината на еден аутологен трансплантат, значи за да се скини треба да се употреби сила негде од 2700 нјутни, значи за да се скине тој. Кога се работи за автологен BTB трансплантат, а кога се работи за алотрансплантат, значи трансплантат земен од донор, силата што треба да се употреби за да се скине е негде околу 1700 нјутни, значи послабо има примарна цврстина и тоа не е единствениот проблем и самата инкорпорација на графтот која ќе оставите е побавна, не иде така брзо како што иде со автологен трансплантат. Али ние тоа секогаш го земаме во предвид и затоа самата рехабилитација на пациентот ја насочуваме да биде соодветна. Едно е за автологен трансплантат, а друго е за алотрансплантат. Кога се работи за алотрансплантат од кадавер, во тој случај таа рехабилитација оди побавно. Али за среќа веќе сме немале до се никакви проблеми. Малку сме повнимателни, побавно одиме со рехабилитација и резултатите се добри на крајот. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Можете да поставите прашања на темата на која што говориме. Доцент доктор Алан Антоновски, ортопедски хирург од Универзитетската клиника за ортопедија е наш гостин во студиото и тој ќе ги даде појаснувањата на сите дилеми што ве мачат околу темата на која што зборуваме. Докторе, дали се сложени овие операции? Колку се комплексни? Во принцип, операциите зависат од самата процедура. Има и посложени и помалку сложени операции. Нормално дека секоја операција крие одреден ризик. Нема интервенција операција која што нема никаков ризик, само негде е поголем, негде е помал. Конкретно можам да кажам во однос на реконструктивната хирургија, која што јас најчесто ја работам, можам да кажам дека самите интервенции на реконструкција на преден вкрстен лигамент со користење на алографтови лично за мене е полесна, затоа ради одредени причини. Прво, не земаме трансплантат од самиот пациент, значи нема донор сайт морбидити, нема болка на местото каде што би му извадили некоја друга тетива или лигамент за да го реконструираме стариот и тоа е многу добро затоа што пациентите полесно ја понесуваат самата интервенција. Помали им се болките, помала е крвозагубата. Втора работа е што времето на реконструкција е побрзо, затоа што ние веќе го имаме трансплантатот, го приготвуваме претходно. Нормално прво кога ќе се изведе од коскена банка се оставено пола сат да стои во физиолошки раствор на собна температура, понатаму се обработува за одредена димензија, така да интервенцијата на вградување оди прилично брзо, негде 30% пократко отколку кога би користеле алотрансплантати. Така да генерално кажано според мене во некој случај полесно. Користењето на трансплантати е полесно отколку ако се работи тоа со аутотрансплантати. Кога зборуваме за лигаментите, тоа се обично спортски повреди, од сообраќајни незгоди, како се повредуваат лигаментите? Најчесто начин на повредување се при спортски повреди.
особено ротација, кога зборуваме конкретно предпоставам за коленото. Така, за коленото, да. Прашувате. Најчесто е тоа ротациони движења во коленото, значи комбинирани движења, кои што доведуваат до повреда на лигаментарните структури. При овие повреди не само лигаментите, предниот и задниот крстен лигамент, најчесто се гинат и менискусите, а и колатералните лигаменти. Колатералните лигаменти ние ги лекуваме конзервативно, додека менискалните повреди и лигаментарните повреди се лекуваат најчесто со оперативен начин. Зошто има потреба за трансплантација на лигаментни или може тој да зарасне само од себе? Во принцип, предниот крстен лигамент ние пробаме некогаш и конзервативно, за таа цел ја користиме плазмата, гроу факторите на зарастување од плазмата богата со тромбоцити. Пробаме конзервативно да го решиме проблемот. Кај некои пациенти дава одредени резултати, доаѓаат до зарастување, меѓутоа кај некои не дава зарастување на предниот крстен лигамент и во тие случаи потребно да се направи реконструкција. Она што ние најмногу го користиме во секојдневната пракса со користење на тие алотрансплантати, значи трансплантати од кадавери, кога имаме ревизиона хирургија. Кај тие пациенти претходно сме искористиле аутограф, значи од самиот пациент сме извадиле тетиви, меѓутоа ради одредени причини дошло до руптурирање, односно до кидење на самиот графт. Сега, за да не вадиме повторно од друго место и да не ствараме болка на некоја друга позиција во предел на ногата која оперираме, за нас е многу поедноставно и за самиот пациент да земеме алографт и да го поставиме и да го направиме ревизиона хирургија, односно повторна реконструкција на предниот крстен лигамент. Обично се претпоставам тоа помлади пациенти? Најчесто се помлади пациенти, да. Како реагираат кога ќе слушнат дека сакат дека имаат потреба за трансплантација најнапред, па уште на сето тоа уште трансплантантот донор? Во принцип има пациенти и такви, во секојдневната пракса гледаме, ние затоа ги прашуваме самите пациенти, тие треба да потпишат повеќе документи дека прифаќаат да се постави трансплантат од кадавер кај истите и затоа постои една постапка која што мора секој пациент да е. Значи не може тоа ние само да едноставно го земеме пациентот и ставаме трансплантат. Тоа е долга постапка и на крајот се прави оперативната интервенција, али ви викам дека понекогаш е многу корисно и не само кај лигаментарите, исто кај менискалните повреди, еве сега ќе почнеме со трансплантација на менискуси, затоа што таму нема друга опција кога е менискусот целосно изваден, освен да се стави менискус од кадавер. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме наму каде што запревме. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Во програма сте. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас во емисијата. Ви благодарам. Сакам да поставам едно прашање, може не е поврзано со трансплантација, меѓутоа сега се враќам од трансфузија и ми рекоа дека имам некаква циста на левото колено и треба да се обратам на ортопед. Така, па предпоставувам ви треба совет што може да се направи во што може да случај кога имате циста на коленото, да немате доктора некој прашање само? ложа на левото колено. Да, значи предпоставам тоа е нешто што често пати го гледаме, обично се работи за така наречената Бекерова циста. Таа циста се наоѓа во задниот дел од коленото, значи во поплиталната регија. Кога се помали тие цисти, тие се чеснаат негде кај жени после 50-та година, кај 20 до 25, може и 30% од жени ги гледаме тие цисти. За среќа, најчесто се помали, значи у димензија, меѓутоа кај некои може да се јават и во поголема димензија и кога се со поголем пречник, знаат да притискаат на крвните садови позади и да прават проблеми и поради тоа се јавуваат васкуларни проблеми, затоа пациентите се опатуваат на трансфузија за понатамошен третман, а оттаму ги враќаат кај нас. Значи пациентката слободно може да дојде во нашите амбуланти. Претходно ќе треба да се направи една магнетна резонанса или ултрасонографија да видиме колкави се димензиите на цистата и каде се наоѓаат и да продолжиме со третман на истата циста. На почеток се прават пункции, празнење на цистата. Ако не помага, некој се превзема и оперативен третман. Отстранување. Да, порано ги вадевме со заден пристап, правевме рез, ги вадевме цистите, сега правиме артроскопска дренажа, значи влегуваме однатре во коленото со два портала и ја наоѓаме внатрешната комуникација на цистата, го отвораме тој дел и се дренира цистата внатре во коленото. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Се јавувам од Ресен, сакам да го прашам лекарот 2 пати коленото го имам оперисано. Само ќе замолам од реже малку погласно во студио, бидејќи ништо не слушаме. Значи гледачката од Ресен, кое е прашањето? Прашањето е 2 пати се имам оперисано во коленово. Така. А не е успешна операцијата, коленото, коската шум се наведам врти надесно, кон средина. Се исправам, со боля се враќа назад. Да го прашам докторот. Каква операција имате направено? Замена имате некако? Не, замена немам, компјутерски онаш апарат. Значи, предпоставам дека се работи за артроскопска интервенција, веројатно чистење на зглобот на коленото. Сега не ја прашавме пациентката незината возраст, колка е незината возраст. На која возраст е? 72. 72 години, Значи, на нашата гледачка. 72 години според возраста најчесто се работи за дегенеративни артрозни промени на зглобот на коленото и во тие случаи и после спроведена артроскопско чистење на обвивката и на другите структури во коленото, ради оштетување на рскавицата, ради возраста, значи ради дегенерација, често пати пациентите повторно се жалат на болки. И во тие случаи кога е прилично оштетена значи рскавицата, се оди на замена на зглобот на коленото, поставување на ендопротеза на колено. Така да пациентката она што треба да го направи, да направи на рентгенска слика, да дојде на контрола и да се види доколку е за вградување на протеза, да се направи истото. Кога сме веќе на тема трансплантација, докторе, постои ли можност да се направи трансплантација на оштетената рскавица? Секако дека постои дека постои можности за трансплантација на рскавица. Тоа беше еден проект пред неколку години што сакавме да го развиеме, за жал не најдовме на разбирање, не успеавме да го развиеме. Тоа се однесуваше претежно кај деца, значи во помлада возраст, каде се јавува едно заболување, се вика дисекантен остеохондрит. Значи има изумирање на коската и како резултат на тоа се кршат одредени големи фрагменти во зглобот на коленото. И трансплантацијата на рскавица беше многу интересна опција и многу добра опција која што може да се направи кај тие пациенти. За таа цел се зема едно малечко парче рскавица, негде околу 4 мм, и се праќа во одредени центри кои што за жал ги немаме во нашава држава, тоа мораше да се направи во странство и се прави култивација на самите рскавични клетки. Се размножуваат. Да, тие се размножуваат. Кога бев првиот пат у Германија негде пред 10-15 години, тие се враќаа како суспензија, значи во течна форма, сега не е веќе така. Сега се поставуваат на 3D скафолд, значи имаме цел рскавичен флеп, кој што е со дебелина од пола сантиметар и димензии негде 5 сантими на 3 сантима. И сето тоа може да се искористи за пополнување на самиот дефект кој што настанува кај овие пациенти. Имено се мери самиот дефект во коската кој што е настанал натре во коленото, се сечи парче, кој што такво рскавично парче и со фибринско лепило се лепи точно на постоечкиот дефект и резултатите се прилично добри. И јас се надевам дека во иднина ќе најдеме време да го развиеме овој проект затоа што тоа е секако за доброто на пациентите. Апсолутно. А имаме такви пациенти сигурно едно 40 до 50 на годишно ниво. Што не се малку, а дали би можело се тоа да се употреби кај возрастната популација кои што имаат оштетување на рскавицата на коленото? Артрозни промени, веќе резултатите од тоа се помали, затоа што веќе таму со дегенеративни промени зафатена целата рскавица, немаме јасно ограничен дефект каде што би може да трансплантираме. Значи не секаде оваа трансплантација дава резултати. Ќе вклучиме гледачи. Уште еден гледач ќе постави прашање во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ви поздравам вас со студието и докторот Алан. Знаеме дека е врвен доктор, најпрочуен можда во бивши југословенски простори. Сакам да му поставам едно прашање, се работи лично за мене. Имав повреда на коленото, направив магнетна резонанса, докторот ми рече дека треба да се пред операција. Но сега, од 2 недели сум добар, можам да трчам, немам никакви болки. Дали може да помини то без операција или ќе мора да се прави? Дали може без операција, докторе, да немате уште некои прашања? Значи, не. Ви благодарам за вклучувањето. Благодарам за прашањето. Обично
со таква симптоматологија, кога се јавуваат болки, а потоа се губат тие болки, па потоа повторно се појават, најчесто се менискалните повреди. Кога е скинат менискус, имаме фази кога пациентите се жалат на прилично болки, па потоа следува период на ремисија, кога болката се намалуваат и голем дел од пациенти тоа се премислуваат за оперативната интервенција, али после следува период кога повторно се јавуваат болките и кога доаѓаат пациенти и викаат сега мора докторе да не оперираш затоа што болките се веќе поголеми. Она што јас би можел да го сугерирам, сега не знам точно дали се работи за менискална повреда или не, доколку се работи за менискална повреда, е сепак да се направи оперативната интервенција, поготово доколку имаме поголема повреда на менискусот, од причина што кај тие пациенти кај што имаме поголема лезија на самото менискално ткиво, она парче што станува потврдо и тоа ја оштетува понатаму рскавицата. А проблемите со рскавицата прилично потешко се решаваат затоа што немаме многу опции во однос на лекувањето. Така да пациентот може слободно да дојде да ги видиме уште еднаш резултатите ако треба, па ако треба да се договориме за интервенција и Значи, докторе, ако еднаш оштети рскавицата на зглобот, тоа е трајно? Во принцип, кога се работи за оштетување на рскавица, ние сме лимитирани во однос на третманот на истата. Ние пробаме, некојаш користиме плазма богата со тромбоцити, се користат овие со хиалуронска киселина инекции, кои што така служат за исхрана на рскавицата. Меѓутоа имаме и случаи кога можностите ни се ограничени, поготово кога се подифузни тие промени, затоа што некогаш тешко се враќаат тие промени наназад. Значи сме дошли до одреден степен на оштетување и ние не можеме назад да вратиме рскавицата и тоа е она што се уште постои као хендикеп во однос на третманот. Затоа што во однос на другите ткива веќе секогаш можеме да ги реконструираме. Менискусот последниве години ги шиеме, гледаме на 70 до 80% од менискусите да ги сошиеме. Сега почнуваме со трансплантација на менискуси, значи таму кај што мора да се извади, ќе трансплантираме, ќе ставиме друг менискус. Во однос на лигаментарните повреди се прави реконструкција, али кога се работи за рскавицата, сепак можностите ни се малку ограничени. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Имам едно прашање. Пред околу 4 месеци има повреда, паднав од велосипед. Имам 27 години, го повреди десното колено. Така. На лекар не бев. Имав некој оток, ми помина отокот по една недела. Ставав некои кремови и се беше окей. Меѓутоа последниот месец осеќам дека не можам коленото ни да го превиткам. Голема болка во десното колено во капачката. После почнува и ми отекува, се допер, кога се допрам колено, осеќам дека капачката, значи ми се движи лево десно, осеќам колку ченица како некој парче. Така предопер. Така, па ви интересира што понатаму, докторе, да имате некој прашање, повторно ќе ви дадам можност. Да, па претпоставам дека се работи за повреда, патологија во однос на капачката, односно пателата. Кај пациентот веројатно се случила некоја сублуксација, некој исчешување на капачето и можно е, пошто и самиот кажа дека чувствува како некое парче, како нешто да му шета во коленото. При тие повреди често пати знае да се повреди да се отчепи некој дел, некој остро хондрално фрагментче, кој што шета во коленото и знае да даде болки, блокирање во колената, ограничување во самите движења на коленото. Оно што треба пациентот да го направи, секако треба да продолжи со дијагностика, понатамашна дијагностика, да се направи барем ултрасонографија, а подробно Значи ехо. Ехо, да, ехо и магнетна резонанса. Зашто сепак за рентгенот не врши работа во овој случај? Рентгенот не врши работа, понекогаш кога е поголемо парче можеме да го видиме на рентген, али кога се работи само за скавично парче, тоа подобро е магнетна резонанса да се направи. Сега магнетната резонанса е добра од причина што може да ги видиме повредите на мекоткивните структури. Со рентген не ги гледаме повредите на мекоткивните структури и ќе добиеме една поцелосна слика во однос на тоа што би можело да биде. Така. Значи дијагностика е првиот чекор. Докторе, кога станува збор, објаснивте како изгледа опоравувањето по трансплантација на лигаменти и на коските, но што е со оние пациенти кои што направена трансплантација на коска поради отстранет тумор и кои што примаат хемотерапија? Дали кај нив опоравувањето ќе тече брзо и дали воопшто кај пациент кој што прима терапија може да се направи ваков зафат?
Значи, знаете, тоа зависи, како што кажав, од самиот тумор, каков бил претходно туморот, зависи дали е раширен или не е раширен. Секако дека кај пациенти кои што имале претходно тумор, целиот организам е заслабен, значи имунолошката состојба на организмот е во една поинаква состојба. Секако дека кај тие пациенти треба да бидеме многу попрепазливи отколку кај другата популација, затоа што ризикот кај тие пациенти од рефрактурирање на трансплантатот е поголем. Така да, точно каква ќе биде рехабилитацијата, тоа зависи од многу фактори и затоа она што во хирургијата и за нас е многу битно е така наречената ала карте пристап. Значи, секој пациент треба да го гледате индивидуално, не се сите пациенти исти. Ние тоа го гледаме и во третманот на спортските повреди. Погрешен е пристапот кога сите пациенти ги третирате подеднакво, знаете. Јас затоа викам дека секој пациент треба прво добро да го прашате какви се неговите очекувања во иднина, поготово кога се работи за спортисти и пациенти. Има пациенти кои што сакаат да продолжат со спортски активности, некои сакаат со професионални спортски активности, така да кога правиме реконструкција, кај тие пациенти не би ставале алотрансплантати. Кај тие пациенти секогаш би оделе со автотрансплантат, затоа што е подсврст, побрза инкорпорација, затоа што тие немаат време, долго време да чекаат на рехабилитација. Тие сакаат брзо се вратат на спортските терени, поготово професионалните спортисти. Знаете, кога се работи пак кај пациент негде каде што може да се чека, во тој случај може да се оди со алотрансплантати. Таму рехабилитацијата ќе оди побавно, а резултатот повторно ќе биде добар, а сепак нема да имаме некои пренапрегање како што има кај професионални спортисти. Така да ви кажувам дека секогаш е битен оној ала карте пристап. Секогаш треба хирургијата, да, индивидуален пристап, да ја прилагодите во однос на потребите, можностите на пациентот и така. Не сите пациенти исто, знаете. Докторе, доколку се направи трансплантација на лигаментот донор, дали во иднина ќе има потреба лицето што има таков трансплантат да прима некаква терапија за да се намали имунолошкиот одговор, да не се отфрли тоа ткиво? Не, ние кај нашите пациенти не даваме никаква терапија. Кога се користат овие мекоткивни, значи трансплантати, најчесто за реконструкција на лигаменти, едноставно, како што кажав, она што пазиме да не се оди пребрзо со рехабилитација, да бидеме малку повнимателни, затоа што сите процеси кои што се случуваат се исти. Како и кај автотрансплантати, само се малку побавни и примарната цврстина на графтот е послаба отколку кога се работи за автотрансплантат. За да на крајот повторно, кога ќе помине потребниот период на инкорпорација на графтот, кој што е малку подолг, рековме, за разлика од користење на автотрансплантат, графтот си ја добива потребната цврстина и пациентот може да си го објавува сите тие активности како и со автотрансплантат. Така да немаме тука некои преголеми рестрикција, едино, како што кажав, во период на рехабилитација, постоперативна. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во Тилма амбуланта и што отворивте една тема за која што не се дискутира така често. Ви благодарам на поканата, се надевам дека повторно ќе имаме можност да дискутираме за оваа тема, затоа што следува период на новитети, кои што би можеле да ги соопштиме во некоја идна емисија. Така, секако ве очекуваме повторно. А гледачите ги очекуваме секој работен ден во 12 часот и 50 минути на Телма да ја следат најновата Телма амбуланта, бидејќи во рамките на оваа емисија секогаш учиме нешто ново за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.